Зимата не е на самиот праг, не очекуваат зимски и веројатно студени и минусни температури. Може би едни од најзагрозените се лицата кои што за жал немаат дом. Бездомните лица како ќе ја презимат оваа зима и како можеме да се погрижиме или да им помогнеме доколку се разбира секој еден од нас најде на бездомник во своето мало, своето обкружување или било каде не само во Скопје, туку и низ градовите во нашата земја. Малку повеќе за тоа како функционира и пунктот за бездомници Момин поток при Црвениот крст на град Скопје. Ке зборуваме ова утро со координаторката токму од таму, Драгана Лазаревска. Драгана, ти посакувам убаво утро и добре ни дојде во утринската. Добро утро, чест ми е што сум ваш гостин и дел од утринската на Телма и поздрав до сите гледачи. Да, некако инспирирани сме да ја обработиме оваа тема заради тоа што веќе нели зимата е скоро присутна, студените денови се тука, а бездомните лица исто така присутни и во Скопје, но и низ Македонија. Како ќе ја презимат и какви услови можете да им понудите за да им помогнете? Токму тоа ќе ни биде темата за која што ќе разговараме. Прво да прашам на крајот од оваа 2022 година, можеме ли со некоја бројка да излеземе во поглед на тоа колку бездомни лица имаме и во метрополата, но и на територија на цела земја? Секако дека постои и неофицијална бројка. Годините назад од кога сме отворени 2008 година, веќе 14 години, пунктот е едно единствено место во градот Скопје, уникатно од ваков тип на место каде што е препознатливо и на дневна основа доаѓаат од 160 до 170 бездомни лица. Статистиката вели дека од неофицијални извори дека вели дека во градот Скопје и воопшто во Република Северна Македонија бројката негде циркулира со 500 бездомни лица, од кои што 170 ги услужува Црвениот крст на град Скопје. Се неофицијални затоа што не постои до сега некое посериозно теренско длабинско истражување за да докрај се испита оваа социопатолошка појава. Ваков пункт за бездомници сакате да кажете на друго место во Македонија нема, единствено во Скопје? Да. И оние кои што се од другите градови треба да дојдат во Скопје? Така, значи од овој тип со сите овие сервисни услуги кои што ги дава пунктот за бездомници единствено место во градот Скопје и воопшто во републиката. Пред 3-4 години имаше монтажни континери во Струмица, во Битола и во Струга. Секако тие со намален капацитет за некои 5 до 8 лица да можат да бидат згрижени, но оние по големите капацитети, односно сите ресурси кои што им се на располагање на бездомните лица се токму во Скопскиот пункт за бездомници еден и единствен. Колку рековте на дневна база поминуваат бездомници кај вас? Вкупната бројка која што ја услужува Црвениот крст веќе години наназад е 160 до 170 бездомни лица. Тоа значи дека во средите Црвениот крст услужува 60 до 70 бездомни лица, а додека во Петоците негдека до 100 бездомни лица се услужени од страна на Црвениот крст со сите оние сервисни услуги кои што постојат за задоволување нивните екзистенцијални потреби. Ајде сега да им доловиме на гледачите, ве гледаме и дел од фотографиите за тоа како изгледа пунктот. Меѓутоа, ве гледате бројни луѓе циркулираат секојдневно. Какви си услуги им нудите и нели што е она што може да се понуди баш нели за бездомниците со оглед на тоа што тие се на маргините на животот? Така, целта е емисијата сите години за 14 од кога постоиме на Црвениот крст е не да се сузбие, затоа што тоа е една доста тешка категорија, односно секој ден нови бездомни лица продуцира општеството, но целта мисијата на Црвениот крст е да ја намали оваа социопатолошка појава, извината, и во сите години наназад и тоа е и мисијата на Црвениот крст. Целината, односно функционирањето на пунктот не би било квалитетно доколку ги нема сите оние сервисни услуги сите години наназад од кога постоиме. Тоа значи дека бездомните лица може да дојдат во пунктот за бездомници, да остават својата валкана облека и да земат исперана облека која што во било кој период од денот може да дојдат? Може да дојдат, да, работиме од 8 до 4 часа, од понеделник до петок. Сервисните услуги се даваат конкретно во среда и во петок, но секако доколку бездомните лица имаат потреба да дојдат и да остават својата нечиста облека, да земат медикаменти, да земат топол оброк, топли напитоци, да поразговараат со социјален работник, доктори,
психолог, тоа дека исто тоа може да го направите во понеделник, вторник и четвртак, така да пунктот е отворен во текот на целата недела и во текот на целата година. Освен нечистата облека, бездомниците може да добијат топли напитоци, топол оброк, медикаменти, витамини. Исто така постои услуга консултативен разговор кој што им е достапен од страна на докторот, психологот и социјалниот работник. Може во лице може да ги доловат сите своји проблеми кои што сите години наназад ги мачат и стручниот тим во прва линија може да излезе и да им помогне на сите овие бездомни лица за да реално ги надминат или сите оние проблеми кои што се соочуваат години наназад и ги мачат, така да тимот е добро оформен, профилиран за да реално одговори на сите потребни на овие бездомни лица. Што доколку некој побара преноќување? Исто така во пунктот за бездомници постои и преноќувалиште кое што е отворено 2010 година, 2 години после. Претпоставам дека не може во иста ноќ или вечер да ги услужи сите бездомни лица? Да. Што постојат? Да, капацитетот во пунктот за бездомници, односно во стационарниот дел во прифатилиштата, кое што е отворено, напоменав, 2 години после пунктот во 2010 година, веќе 12 години згрижува и прима бездомни лица во екстремно ниските температури кои ќе го зафатат градот Скопје. Вкупниот капацитет, односно легла во пунктот за бездомници е 32, тоа значи дека се поделени на две оделенија, машко и женско оделение, каде што во едното и во другото има по 16 легла. Интересот за бездомниците за згрижување во екстремно ладниот период е многу поголем за разлика од топлиот, исто така е незгоден и топлиот период, но секако дека на минус 20 дека не може ни едно лице да издржи на тие температури. Кога ќе се наполни целиот капацитет во пунктот за бездомници, Црвениот крст има и услуга да понуди плаќање на кири. Тоа значи дека во екстремно ниските температури, односно оние месеци, да речеме од декември до март, кога реално се и најниските температури во градот Скопје, Црвениот крст нуди услуга плаќање на кири, но со претходно правење на соодветна проценка. Затоа што секако меѓу бездомниците има и стари лица, болни, така да секако они имаат приоритет. Така, како да реагираат граѓаните доколку најдат на бездомник, а за жал некако стана и секојдневие и често ги гледаме во градот? Секако дека стана честа појава, тоа ме ужасува. Реално оваа бројка од кога бевме отворени 2008 година постојано расте. Постојано расте, тоа е рапидно и тоа е стварно ужасен факт кој што се случува во само во општество, но самото општество ги продуцира. Ги продуцира апсолутно, тоа е одговорно. Така, да. Во 2008 година кога се отвори пунктот, почна да дава сервисни услуги на 10 бездомни лица. Сега некако хронолошки ќе ве го доловам тој момент, за да веќе во 2012 година оваа бројка се зголеми на 50 бездомни лица, во 2017 година порасна на 100 бездомни лица, за да веќе кога се појави COVID-19 во 2019, односно 20 година, оваа бројка рапидно се зголеми за 50%, што значи дека на постоечките 100 бездомни лица некако се додадоа нови 50-60 бездомни лица. И тоа се неофицијални бројки, така, бидејќи нема некој регистар официјален. Ова се бројки кои што говорат во пунктот кој што се случуваат, односно кои што ги услужуваме. Неофицијалните бројки се останатите кои што ги спомнав, оние претходно 500 за кои што реално нема некое сериозно истражување, тоа се баш некои округли да ги речам бројки, но ова се реални бројки кои што ги зборам 160-170 бездомни лица во двата дена кога ги обслужуваме. Во 2020 година оваа бројка конкретно кој што ги обслужува пунктот достигна негде 160-170 лица. Тоа е се заради појавување на COVID-19 епидемијата, каде што реално не прескокна и Република Северна Македонија, така да оваа бројка не верувам дека, посакувам да не расте, но секако дека еве во текот на нашата стручна работа секојдневно доаѓаат нови лица. Реално тоа се лица кои што се незаштитени, кои што единствениот спас и решение го гледаат во пунктот за бездомници. Драгана, велиме општеството ги продуцира. Колку е тенка границата да се стане бездомник во нашата земја и кои се најчистите причини заради кои што некој останува без дом?
Така, во пунктот за бездомници пред некои 4 до 5 години е направено едно внатрешно интерно истражување во пунктот за бездомници на целата бројка на бездомници кои што реално ги обслужуваме. Статистиката, односно бројките покажуваат дека постојат повеќе да речеме ризик фактори, односно причини кои што може едно лице да дојде до токму да се внесе во оваа појава, односно да влезе во појавата на бездомништво. Високо котираат психијатриските болести. Потоа тука како втори се наведуваат сите оние пороци кои што може да постојат и постојат кај бездомните лица, односно нивната адиктивна природа. Тоа значи дека страдаат и конзумираат алкохол, наркотици. Исто така голем дел од бездомните лица кои што дошле во оваа состојба е и нивната зависност од комар. Една од причините која што доведува да едно лице стане бездомно лице се токму и реално е невработеноста. Односно лице кое што да речеме порано работело па ја губи својата работа заради најразлични причини и доаѓа во една безизлазна состојба и единствен спас баѓа токму во пунктот за бездомници. Исто тука можам да ги наведам причините како што се разнишани семејни релации, потоа долгови, хипотеки, има и други причини кои што реално носат едно лице да стане бездомно лице. Велите имате и цели бездомни семејства? Така, да. За колку семејства такви станува збор? Конкретно од 170 Так, конкретно од 170 бездомни лица станува збор за некои 3-4 многу детни семејства. Појавата на бездомништво е пред се некако да го наречам машки проблем. Од 170 бездомни лица, 140 се мажи бездомници кои што ги обслужуваме на дневна основа. Да, и тоа не е слика само за нашата земја, некако и во европски светски рамки. И во светски рамки, да. Мажите доминираат. Да, не дека се исклучени жените, но кај нас постојат и што жени бездомнички, тоа од вкупната бројка негде кај 80 со 20% некако сооднос. Тоа значи дека од 170 бездомни лица негде кај 140 бездомни лица се мажи, негде кај 30 се жени. Имаме и малолетни лица, но тие секако не се сами со себе во пунктот, туку секако се во придружба на своите родители во склоп на тие многу детни семејства. Ако граѓаните забележат бездомник, треба да ве контактираат. Доаѓа ваша екипа, ги зема или како функционира сето тоа? Како да постапат еве граѓаните? Ќе се јават кај вас на што потоа? Така. Или треба тие да го однесат? Не. Како функционира, да појасниме? Секако дека тоа не е обврска на граѓаните. Значи концептот кој што постои во изминативе 14 години, како функционира прифатилиштето кое што е 24 часа отворено во зимскиот период, е следниот. Тоа значи дека секој совесен и хуман граѓанин кој ќе сретне бездомно лице, односно ќе го детектира на терен, постојат телефонски линии каде што може да го пријави во секое време. Тоа е бројот 071 733 171 и совесните и хумани граѓани не би требало овие лица да ги одминат затоа што буквално нашата брза реакција спасува живот. Тоа значи дека тие граѓани може на овој број да дојават бездомно лице. Ние со нашето патролно возило кое што во себе секако носи реки, кебиња, топли напитоци, топла храна, витамини, излегуваме одма на терен, секако да, тоа реално е и наша работа, из уврски залагање. Одиме на местото каде што е дојавено бездомното лице. Тоа е тим кој што го состои шофер, социјален работник и парамедик, за да на лице место се види со какви проблеми се соочува тоа бездомно лице. Има и такви лица кои што реално заради своји лични причини и убедувања одбиваат да бидат згрижани во стационарниот дел, односно во еден топол простор кој што го нудиме во студените денови, но на тие лица секогаш затоа и во патролното возило се носат сите овие потребни нешта за да му се понуди да му се подели на тоа лица. Тоа се ретки случаи кои што одбиваат, но не се исклучени, но има и такви лица. Има и такви. Каква иднина им предвидувате на бездомните лица во нашата земја? Некако споменавме дека земјата сите општествени проблеми кои што се присутни, не само кај
кај нас и во останатите земји, меѓутоа и оние причини зависности најчесто кои што ги споменавме доведуваат до одреден број граѓани да станат бездомни лица. Меѓутоа има ли успешни приказни, Драгана, во целата оваа филозофија на бездомништво, која што за жал е присутна и во нашата земја? Има ли лица кои што од ситуација кога еден ден немаат покрив на главата, следниот ден повторно му се враќаат на животот во вистинско темпо, со вистинско темпо? Секако дека има, тоа е мисијата и заложбата на Црвениот крст сите години наназад, овие 14 години колку што работиме со оваа целна група. Најголемиот успех, односно успешна реинтеграција и ресоциализација на оваа целна група се гледа токму преку нивното вработување. Значи, Црвениот крст соработува со поголема листа, да наречам, на фирми, корпорации и компании, кои што реално имаат дослуг за оваа целна група и не креваат раце од тоа за каква категорија станува збор, туку едноставно тие врвни менаџери ја разбираат оваа социопатолошка појава и во изминативе години вработуваат бездомни лица, затоа што бездомниците се лица како сите нас. Во одредени години од својот живот можеби западнале во една ваква состојба, но тоа не значи дека не се добри и мајстори, занаичи и лица кои што порано работели, дека можеме успешно назад да ги вратиме во здравите општествени текови. Така да во изминативе 14 години имаме успешно реинтегрирани 15 бездомни лица. Со такава бројка можам да се пофалиме. Тоа не е воопшто мала бројка, затоа што тоа се лица кои што реално се веќе навикнати да добиваат нешто од државата и од системот, но секако дека треба да ги оспособиме да станат независни и повторно да заработуваат за сопствениот живот. Драгана, ти благодарам за убав разговор. Само уште еднаш да го потсетиме бројот 071 733 171 е телефонскиот број на кој што можете да се јавите доколку забележите бездомник во вашето обкружување и се разбира да му помогнете на истиот. Ти благодарам многу за разговорот и посакувам во новата година да имаме овој број да биде што помал. Ви благодарам на поканата и јас искрено се надевам.